изяви от вторите голямата предприятия на града. Човек да не е упаден на работа, да види, че не е 100% да ви дозволите 200%, като шу се наградави 200 дена разгодевуване по фамилия. Не е непредобрена става. Видите, директора и който се сгоре, мастата за 10 дена риника, може да рече не е много. Вам лето да скупи 5 дена. Там некои може да рече доматите, които се поскават за 15 дена риника, не е много. Нищо не е много, което се гледа може да в абсолютен износ. И да, наистина, сакате во процент. Колко и да сакате това да го преди. Малко ми иритира вашето инсистирање дека цената на вашата услуга не е зголемена од 2000-та година. Не од ова издавите, а бидејќи од први път 2000-та година. Зошто? Вземам како пример комуналец. Дали знаете од кога не е смената основната цена на јавното предприятие комуналец? Јас ќе ви кажам. Од времето на директорот Никола Пасовски. Тој беше директор на 2000-та година. Значи најверојатно уште пред 2000-та година. Кај е сега комуналец, кај сте ви. И немојте пък до какви изговор да користите. Значи има модуси за да се поправи одредена финансска состојба. Делумно со ваша вина, делумно со вина на локалната самоуправа, тие состојби не се поправат. Јас нешто друго се плашам. Дека овие 95,44% малку ќе ви видат. Искрено. Математички ќе ви го докажам. Тоа што кажете на комисија долу и овде што ги изнесовте, отприлика вако. Кредит ќе земите 30 милиони, со годишна рата од 7 милиони. Самите рековте на комисија дека настрана од кредитот планира да обложите на 67 милиони дополнителни секоја година за обновување на дополнителна механизација. Геризите и бетонските цевки ќе ги именувате. Тие имате запишено дека ќе ви влечат негде 6,7 милиони годишно. Се работи за 2,6 километри, не е малко. Ободните канали ги спомнавте и рековте дека вкупната инвестиција некаде 80 милиони евра, за кои што се надавате, за кои што се надавате дека пола-пола или така нешто, пределите со општината, да земе дека 40 милиони ќе паднат на ваш грб, значи за 5 години 8 милиони ќе треба за тоа да изгубите. Достасаните, односно поварувањата, отпишаните поварувања, кои што не ги отпишувате, а се достасани. Кумулативно ви се над 30 или 40 милиони и ќе мора минимум по 5 милиони денари секоја година да поделувате за да го пратите трендот за тие што ви достасуваат, да можете да ги подпишите и нешто малку од старите да анулирате. За амортизација со одлука на управен одбор да ве подсетам. Ја плаќате 50% од тоа што навистина достасува секоја година. Таму ќе треба минимум 6 милиони да плаќате за амортизација, иако мислам дека сега плаќате 6 милиони, околу 12 милиони има планирано реална амортизација да плаќате секоја година. Или се собрано, вас ќе ви дојде огромна сума од 38-40 милиони дена. Според тоа што вие самите во повеќе наврати кажете дека планирате да го инвестирате со тие 95,44% година. Не ви стигат парите. Што ќе правите? Немате хидроелектрана како водовод за први ден да ви подгуси. Тоа значи дека следната година пак ќе се справите пред нас и ќе побарате дополнително зголемување на цена. Вака рековте. Треба, меѓу другото, зашто зголемувате цена, треба да ги довршите канализациите кои ги остави СДСМ. Цитирам, тоа се уште герези, бетонски цивки кои се во распаѓање. Завршни цитати. Реалната СДСМ ви ги остави герезите или Сулейман личен стане? Ако покрај тие проекти кои ги наведе колегата Кючиев, прифатевте 1, 2, 3, не успеја и
и се дојдеше до едно решение за последен спас со покачување на цената. А со неприфаќање на ниедно друго решение за проба дали може да се спаси дискографа или не, да разговарате вака, не е излечено. До сега имам слушната говорено оценување на парите на граѓаните, како ова претходно, дека за битолчани не се ништо 100 денари, поскапување на дискографа, кога веќе плаќале 1500 денари за мобилен телефон, или пак 3000 или 5000 денари за сметка за струја. Значи ништо, не значи покачување од 100%, според тврдењата на менеджерскиот тим на дискографите. Така да не били ни тогаш истрошени механизми. Ни сега не били истрошени механизми. Меѓутоа не на ваков начин. Не со овој механизм. Значи, материјалите кои што ги добиваме. Меѓутоа и во претходни дискусии се говореше за причините. Намалено всушност, намалена ставка во делот на домество, кој што е добро од правните лица, од физичките лица. Видовме во материјалите дека успешните менеджери со 50% амортизација се бореле со сето ова и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ако сето тоа го спакувате, ќе видите дека години назад, всушност вие имате континуирана потврда на нешто што е неперспективна слика за ова предпријатие. Меѓутоа, вината, почитувам директори и луѓето околу вас е најмногу во вас. Значи, прво градоначалникот, како највиновник, и второ е во вас. Вие, значи, водите предпријатието, вие лошо го водите предпријатието, вие не собравте сили, не знаевте како да најдете дополнителна работа, вие не се протиставивте на погрешните политики на градоначалникот по дискографа, не успеавте да направите ниту едно единствено програмче за да добиете некој денар повеќе од општинската каса, само што угавте, петувавте и ништо, ама баш ништо не сработивте во овој период.